Председателот на владата на Хрватска Зоран Милановиќ е во работна посета на Република Македонија. Оствари средба со премиерот Никола Груевски, а треба да биде примени од председателот Ѓорги Иванов. Се согласивме дека постои дополнителен потенцијал за подвобочување на економската соработка, за подвобочување на трговската размена, што би водело до реализација на заедничката цел во следните години Хрватска да стане уште поголем партнер на Република Македонија во однос на трговската размена и се разбира Република Македонија да стане поголем партнер на Хрватска во однос на трговската размена. Разговаравме за можностите за соработка и на полето на инвестициите. Некои хрватски компании веќе имаат инвестирано во Македонија, други исто така размислуваат за такво нешто, така што во тој аспект само можам да спомнам дека тие се добредојдени. Се разбира, голем фокус на нашето внимание беше и на делот на Европската Унија и НАТО. Хрватска веќе е таму член, така што сите нивни искуства од минатото за нас се и ќе бидат добредојдени. O nizu stvari o kojima smo danas razgovarali zadnji puta i prilikom naših kratkih, ali sadržanih susreta i u Londonu i u Briselu, odnosno u Berlinu neki dan pod pokroviteljstvom njemačke kancelarke. Teme su poznate, to je europska putanja Makedonije, njezina europska integracija, zapreke na koje nailazi i pomoć koju Hrvatska, ali aktivna, dakle afirmativna pomoć koju Hrvatska može dati i kroz twinning projekte, kroz naše stručnjake koji su sudjelovali u hrvatskom procesu pregovora koji je dugo trajao i koji sa Makedonijom mogu podijeliti iskustvo koje nema ni jedna druga država članica Europske unije. Dakle, mi smo zadnji koji smo ušli u Europsku uniju i prvi koji smo ušli pod takvim režimom, dakle pregovora, brojnih poglavlja, benchmarka, raznih uvjeta koje je trebalo ispuniti. Sve su to stvari kroz koje Makedonija također mora proći, a mi možemo pomoći da prođe lakše nego što smo prošli mi. Турската компанија Охи Груп на средба со министерот за странски инвестиции Джери Наумов потврди дека ќе отвори фабрика за лепенки за гуми во Битола. На средбата со представниците на Охи Груп и на уште 3 други компании од Турција, Наумов посочи дека очекува уште турски инвестиции. Врз основа на контактите со многу компании на кои во овој период работиме, нашите планирани патувања и конкурентната бизнис средина која Македонија има создадено, јас очекувам уште многу повеќе турски проекти во блиската иднина кои ќе отворат многу повеќе работни места за македонците, вели министерот Наумов. Тој пред 12 директори на овие компании ги презентираше бизнис предностите кои Македонија ги нуди на турските инвеститори во Скопје и во Охрид. Руската компанија Гришко, која инвестираше во Демирхисарското село Слепче, ќе отвори втора фабрика за производство на балетски обувки во Македонија. Првата фабрика, која вработува 80 лица, Гришко ја отвори во март минатата година. Новата фабрика е реализација на втората фаза од инвестицијата во Македонија со дополнителни 200 лица. Делегација предводена од вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски е во Азербејџан, каде што се сретна со министерот за економија и индустрија Шахин Мустафаев. Според Министерството за финансии станало збор за економската и трговската соработка меѓу двете земји и можностите за нејзино унапредување. Делегацијата имаше средби и со повеќе компании од областа на градежништвото, прехранбената индустрија, како и средба со Турско-азербеџанската бизнис асоциација ТУСИАБ, на кои беа презентирани поволностите за инвестирање во Македонија. Малопродажните цени на бензините и на дизелот од ноќеска на полнок се зголемуваат за половина денар по литар, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евро Супер 95 ќе изнесува 78 денари, Евро Супер 98 79,50, а Евро дизелот ќе се продава за 66,5 денари за литар. Малопродажната цена за екстра лесното масло за домаќинство не се менува и останува 55 денари за литар. Србија, која се наоѓа на европскиот пат, е слободна земја која треба да се почитува и никој не може да ја наредува да ги наруши односите со Руската Федерација, порача српскиот премиер Александар Вучич. Тој истакна дека Србија ниту вовела, ниту пак планира да воведе санкции против Русија, туку напротив планира да соработува со Москва, особено во областа на енергетиката. Околу проектот Јужен Тек, Вучич истакна дека Србија имала прилично тешки услови, но оти благодарение на желбата на председателот на Русија Владимир Путин, брзо и лесно е постигнат договор. Тој оцени дека во реализацијата на проектот не зависи се од Србија, туку и од Русија и од Европската Унија.